А ние продолжуваме секако понатаму со останатите содржини кои што ги предвидовме во овој втор час, она што и предмалку и пред вестите ви го најавив, со директно вклучување го започнуваме на една многу важна тема поврзана со трагедијата во Кочани, односно што се превзема за помош на повредените во овој пожар и нивните семејства. Имено државата веќе одобри финансиска помош, но како тече процесот на собирање донации, што дополнително ќе биде направено за поддршка на засегнатите. Во живо терен ги носиме најновите информации. Наш соговорник е Ивица Томовски, директор на Службата за општи и заеднички работи, со кој колегата Никола ќе разговара во продолжение. Никола, добро утро и повели. Така е, студио. Добро утро од просториите на Службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија. Една можеби од најповиканите институции овие денови во оној постпериод по трагедијата и во периодот во кој многу од повредените се пред најголемиот предизвик да се опорават и целосно се реинтегрираат во нашето општество. Како оди целиот тој процес од финансиски и логистички аспект? Одговорија ли институциите соодветно и дали перцепцијата на јавноста дека се работи соодветно за да се решат сите оние последици кои настана од немилиот настан се точни? Додовме да ги провериме овие прашања ова утро заедно со мојот соговорник, директорот на СОЗР, господинот Ивица Томовски. Господине Томовски, прво благодарам што ја прифативте нашава покана за еден разговор, да појасниме на гледачите што е она што државата го прави за сите оние повредени лица, нивните семејства, но и семејствата на оние лица кои за жал го загубија животот во овој трагичен настан. Која беше, во првото прашање, која беше улогата на СОЗР во соочување со последиците кои настанаа од овој трагичен настан? Добро утро, би сакал да ја поздравам гледачите на вашата емисија. Благодарам за можноста и за поканата. Она улога која што ние имаме во овие тешки моменти како служба за општи заеднички работи е логистичка поддршка и поддршка при сместувањето и покривањето на транспортните трошоци за лицата кои што за блиските роднини кои што се лекуваат лицата надвор од Република Македонија, односно на првата владина седница владата од резервите на буџетот издвои почетни средства 30 милиони денари кои што ги префрли на службата за општи и заеднички работи баш за тие намени, односно веднаш штом ги упативме лицата, бидејќи таква беше ситуацијата, веднаш се препраќа надвор од државата. Пронајавме контакт телефони заедно од тесна корелација со Министерство за здравство и Министерство за надворешни работи и ги контактиравме лицата, постојано ги контактираме и ден денеска, обезбедивме за нив сместување и транспорт. Добро е да се знае дека државата е тука да помогне за граѓаните, бидејќи на крајот граѓаните ја прават државата и треба да знаат дека може да сметаат на неа во вакви трагични, тешки, предизвикувачки моменти. Каква е состојбата сега? Може би вие директно не сте задолжени повеќе Министерство за здравство ги следите работи, но каква е состојбата сега на пациентите кои беа испратени во странство на лекување? Се разјаснија ли сите нејасноти околу логистиката, начинот на превоз, тамошниот престој, сместувањето во тамошните болници? Видете, на почетокот очекувано беше дека ќе има мало недоразбирање, можеби одредена какафонија, бидејќи се објавува постојано по социјалните мрежи нудење на помош од разни лица. Тоа е солидарност од лицата, тоа не може да се спречи, тоа е добра одлика на целото наше општество кое што се нуди во помош во вакви ситуации. Ние брзо и час поскоро излеговме да обзнаниме во јавност дека државата ќе покрие сите трошоци кои што ќе произлезат од овој немил настан. Од таа намена јас на првата пресконференција од страна на владата на Република Македонија објавен беше мојот службен телефон кој што беше 24 часа достапен и уште е достапен за лицата кои што се надвор, им нудиме комплетна логистичка помош, ги преземаме комплетно сите трошоци покрај трошоците за транспорт и сместување. Стапивме во контакт со Телеком и со ВИП, дадовме броевите со кои што ние контактираме со луѓето во странство, ослободени се од интернет и роаминг, да биде додатно олеснување, да немаат додатни трошоци во периодот кој што следи. Од она што го знам, односно го гледаме сите во јавност, лицата веќе почнуваат полека да се враќаат во Македонија.
Тоа е добар показател, добро се одиграло од страна на државата и здравствениот систем што ги примило тие лица, ги упатило надвор од државата, па ево гледаме денеска и вчера во текот на денове се враќаат живи и здрави. Секако ќе подлежат и на дополнителни рехабилитации и лечење истите тие лица. Ние повторно, кажувам, стоиме како држава, ќе покриеме поголем дел од тие средства. Тука клучна улога игра и Црвениот крст на Република Македонија. Зашто и кам Црвениот крст, бидејќи ние уште на таа одлука кога носевме заклучоци на влада да ги помогнеме лицата кои што идат надвор, одлучивме да отвориме една донаторска сметка, бидејќи имаше навистина многу јавувања од страна на фирми, луѓе кои што се блиски до владата да донираат, и тоа не може да се спречи, добро е да биде канализирано, да се знае точно каде идат тие средства. Утврдивме дека Црвениот крст има веќе отворено таква сметка. Ја поддржавме истата сметка, во тесна соработка сме со Црвениот крст, односно сите институции, Генерален секретаријат на влада, СОЗАРА, Министерство за здравство, Министерство за надворешни работи, Црвен крст, заедно со исто тука е Министерството за одбрана, носиме одлуки како и на кој начин ќе се помагаат, односно ќе се трошат тие пари, како тоа што беше почеток на првичната помош која што беше уплатена од страна на Црвениот крст во висина од 150.000 денари линеарно за сите лица. Можам да кажам дека досега се некаде уплатени за 150 или 160 лица. Денеска ќе го добиеме новиот пресек, односно денеска во 1:30 имаме повторно координативен состанок да видиме за втора транша на средства, како и на кои лица колку треба да се уплати за да им ги олесниме целиот процес. Така е, реинтеграцијата несомнено ќе чини пари и самото лекување, и ќе треба на тие лица да им се помогне, особено на семејствата кои за жал ги изгубија своите блиски. Тоа не надоместива штета во финансиска смисла, но барем да се помогне. Па во таа смисла, колку имаме ли информација колку средства се досега прибрани преку овој официјален канал во соработка со Црвениот крст? Последната цифра со која што јас располагам, мислам дека беа собрани околу 70 милиони денари. Не ме држите за збор, но денеска ќе излезе сигурно Црвениот крст со информации колку точно се собрани. Очекуваме дека и уште повеќе средства ќе се собираат, бидејќи има луѓе и фирми кои што уште се најавуваат дека сакаат да донираат. Би сакал да информирам јавноста дека сите овие средства ќе бидат употребени исклучиво за лицата на кои што им се најпотребни и нема да има никакви злоупотреби и малверзации. Бевме сведоци изминативе денови на еден случај кога еден родител на еден од повредените кој се лекува во Република Турција имаше на социјалните мрежи дадено некои огласи за продавање на својот движен имот со цел веројатно ублажување на оние финансиски импликации кои настанале од самиот процес на лекување, патување и така натаму. Дали се обезбедија средства еднакво за сите луѓе и што е она што тие, освен директниот контакт, како што кажавте со вашата служба, може да го направат за да не мора да ги продаваат своите движни и недвижни имоти за лечење, туку да искористат помошта што им стои на располагање? Со личноста која што тоа го имаше објавено, тој е родител, точно загрижен родител кој што сакал брз потек да повлече за да обезбеди средства за своето дете да може да го лекува во странство. Го исконтактиравме лицето, исто има добиено како и сите останати лица и сместување и транспорт и уплата на личната сметка за секојдневни трошоци, оние 150.000 денари кои што легнуваат од Црвениот крст. Тие се средства за секојдневни трошоци, можеби таму им треба рента кар, можеби хотелот не е во толку непосредна близина на болницата, па им треба додатно за исхрана, за лични потреби, заради тие намени се тие 150.000 денари. Истото лице ги има добиено. И решен е делот на целокупните тамошни трошоци и болничкото сместувањето на блиските лица. Да. До сега имаат околу 99 лица добиено линеарно 150.000 денари од тие кои што се лекуваат во странство. За некои од нив ни недостасуваат трансакцијски сметки и изјави кои што законски мораме да ги обезбедиме. Очекувам дека најдоцна во текот на денот ќе се дообезбедат и тие преку конзуларните представништва кои што ги имаме надвор од државата и истите ќе ми дадат исто префрлено. Кога тие лица успешно ќе го завршат болничкиот процес на лекување, следува домашната рехабилитација, реинтеграција во општеството, што друго ќе се направи за нив, за нивните семејства, дали владата
планира за оние со потешки повреди и воопшто оние што беа засегнати да им се помогне во насока, не знам, на бесплатно школување. Службата за општи заеднички работи дури располага со определени објекти кои ги стопанисува, да речеме, односно располага одделот на одморалишта. Министерството за внатрешни работи има одморалиште во Охрид и во некои други туристички центри во државата. Дали ќе се понуди некое бесплатно сместување за нив, за нивна рехабилитација? Апсолутно се размислува пошироко на оваа тема, што и како ќе се понуди на овие лица. Чекаме само да завршат оние денови, на жалост, по православните обичаи, околу 40 дена. Не сакаме да носиме никакви избрзани одлуки, темелно ги анализираме потребите и идните потреби кои што ќе треба да им бидат потребни на овие лица. Секако државата ќе понуди поширока палета на помош. Така, и во таа насока, може би ги споменавте вие рано се уште не се поминати оние денови на православна жалост. Да се размислували во владата, имавте и вчера некој координативен состанок, па мислам дека и седница на владата во текот на денот. Дали има некој план да се изведе некој спомен обележје за овие лица? Дали може да се размислува насока оној несреќен објект што беше засегнат од пожарот да биде претворен во еден меморијален центар за овие лица, што ќе потсетува не само на нивната жртва, туку и на сите оние пропусти што довеле тие за жал да го загубат животот? Да, се размислува, се разговара, но сепак викам нека поминат тие 40 дена и ќе објавиме во јавност, ќе има секако еден објект или ќе има некое спомен обележје кое што ќе им оддадеме почит на овие лица. Оние што преживеа и се изнедрија од оваа ситуација како херои, меѓу повеќето е и младиот Јован од Виница. Премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски го прими овој млад човек кој пожртвувано се ангажираше да спаси, мислам дека повеќе од 20 на лица ги спасил директно од потенцијалните последици на пожарот. Како ќе се одликуваат овие лица што сега се изнедруваат во јавноста и што ќе се направи нив да им се даде благодарност за тоа што го направиле, но и другите да ги мотивираат како влада и како власт малку да покажат и повеќе емпатија и едноставно припадност во општество. Се согласувам со вас дека треба да има одредени одликувања. Првиот чин на одликување го видовме вчера со благодарницата која што беше доделена од страна на премиерот према младиот Јован и стипендијата од страна на Алкалоид, чинам дека беше 18.000 денари месечна стипендија. Тоа е добар показател, добар стимул за сите идни генерации како треба да се однесуваат, но и како државата треба према тие лица да се однесува. Треба да се размислува и се размислува во таа насока да се додели не само на младиот Јован, има повеќе личности, можеби некои за жал не се меѓу живите кои што го дале својот живот во таа насока. Така, и кога зборуваме за сите оние состаноци кои се прават во владата, се најавуваат и измени на законските мерки и правилниците. Веќе и на терен во голема мерка се и засилени инспекцијски контроли од страна на општините и од страна на сите надлежни институции, Дирекцијата за заштита и спасување и така натаму. Некако, за жал, оваа трагедија ја разбуди малку свесноста и за тој сегмент на важноста од почитувањето на правилата, што е тоа што понатаму ќе се прави во таа насока. За жал се случи овој немил настан кој што се случи, па наверојатно дојде и времето за рестарт на системот, рестарт на целата држава. Може би со првата несреќа во Ласкарци или со модуларна болница, доколку се случија поголем број на апсења и преземање конкретни активности, може би и тогаш можеше да се случи овој ресет на државата, но за жал не го видовме тоа во минатото, како што тоа го гледаме денеска. Да, ќе се менуваат закони, ќе се прават контроли, ќе се контролира се живо и диво, ќе се проверуваат сите можни лиценци кои што се во држава, бидејќи еднушка за секојаш мора да се стави ред и да добиеме на функционална држава, односно да добиеме функционален систем. Така, и вашата, за крај тоа прашање, вашата служба некако во последниот период, особено по оние најави за измени на правилници за користење службени возила, некои такви измени што се од административен карактер, доби некако, да речам, видливост во јавноста повеќе од минатиот период. Што се оние некои други проекти што ќе ги преземете како СОЗР, кои треба да го тангираат крајниот граѓанин, да речем?
Ние првенствено одлучивме да ја обзнаниме во јавност службата за општи заеднички работи, бејќи секоја се чувала под радар, да луѓето едноставно се запознаат што ние работиме, да бидеме под лупа на јавноста, да видат како се користат службените ресурси, службените возила, како се користат државните ресурси, да бидеме транспарентни, народот да може постојано да има увид како се користат сите оние ресурси кои што се во сопственост на државата, дали тоа се објекти, ресторани или возен парк. Целта ни е да бидеме транспарентни, отворени и достапни за јавноста. Ќе има многу нови проекти, ќе има многу нови отварања во јавноста да видат што и како работиме, се со цел да ги избегнеме додатните трошоци и злоупотребите на државата и државните ресурси. Така и сосема кратко во две реченици, тоа што државата нема некој соодветен авион во незина собственост се покаже и сега во оваа трагедија. Среќа соседите и останалите држави помогнаа со своји такви превозни средства. Докаде е таа процедура, вие нешто веќе најавивте за набавка на една таква. Јас отпочнав една јавна дебата преку медиумите со јавноста за набавка на соодветно летало. Баш во едно од моите гостувања имав напоменато дека тоа летало може и баш за вакви работи да се користи, за несреќи, за трансплантација, за транспорт на органи и слични потреби во делот на медицината, кои што може да се вадат, додаваат седишта, се монтираат кревети. Тоа секако е додатна опрема, но не би било на одмет ние како држава да ја имаме. За жал, ние авионот кој што го имаме моментално повторно на сервис е во употреба. Чекаме да биде брзо саниран и среден и некаде околу 4-5 април да го добиеме, па да го пуштиме во употреба за лицата да можеме повторно да ги враќаме назад. Ето, кажавте, среќа што можевме да го активираме економскиот европскиот систем за да може да се справиме со ваква ситуација, но секако нас ни е потребно соодветен воздухоплов, соодветно летало кое што ќе може во иднина и да ни биде од полза во вакви несакани ситуации. Не да Боже да имаме повторно ваква ситуација, но ете сепак ние да си го имаме. Така, останува многу што да се поправи во следниот период. Доста работа наследивте што ја се заврши. Благодарам што зборувавте за утринската насита. Благодарам за можноста. Студио, толку од нашиот разговор ова утро. Се надевам дека ги разјаснивме одредени дилеми што постоја во јавноста кога е во прашање справувањето со сите оние последици кои настанаа по пожарот и како семејствата на засегнатите од таа несреќа се справуваат сега со сите оние финансиски и логистички импликации кои настанаа. Студио? Благодариме Никола Станков за тоа како тече процесот на собирање донации и што дополнително се прави за поддршка на засегнатите од трагедијата во Кочани.